Само немој да го испосечете после цел подкаст овој кога ќе излезе. Пошто од прес, немој да го испосечете се и овие делови и све и на крај да биде онаков. Ја мрднавме бисер. Тоаш и првиот канал на YouTube. Снимам разни работи у тоа време за YouTube. Колку години имаше тоа што? Па 9-10 години. И веќе имав као некој бизнес модел што функционира за мене. Требаше веројатно да го надградам уште малци, можеше да стане онака и као full time job. Ме се праја по 10.000 флаери секоја недела имаше забава. Еден флаер го спремавме со Мартин буквално по месец дена, што е нереално. И затоа после кога ги учиш на пример денес, можам да направам буквално за пребрзо, премногу. Пати корона, па ја ги изгуби сите клиенти, па кога одеднаш нема што да работи. Здраво на сите, јас сум Бисера од Стартап Клуб Скопје и добре дојавте во Фриленсерска дружба. Подкаст во кој го откриваме животот на модерните професионалци без канцеларија. Генерален спонзор на овој подкаст е Прокреј банка, банка која го разбира фриленс животот. Ти имаат посебен фриленс пакет за да ги решат сите ваши банкарски потреби. Сега уживајте и гледајте епизодата. Здраво на сите и добре дојдовте во нова епизода од Фриленсерска дружба. Јас сум Бисера и денеска имаме многу интересен гостин. Многу од вас верувам дека го знаете и дека сте гледале негови подкасти. Денеска ќе направиме конференција за како е изгледан процес за да се снима подкаст. Покрај тоа ќе збориме и за маркетинг и многу повеќе за како можете вие сами да започнете да направите нешто свое. Денеска со мене го имам Ѓорги. Здраво, како си? Здраво, Бисера, одличен. Фала ти на поканата. Ти како си? Јас сум многу добра. Сега ме те прашам уште од одма како е чувството да си од другата страна на микрофонот? Па искрено, ова ми е втор пат. Претходната недела баш бев кај Владимир на Socialize подкастот од Pixel што го прави. И искрено полесно е, многу е потешко од таа страна кај што си ти денес. Така што баш ми е пријатно. Верувам. Мислам ќе опатиме и такви теми конкретно за како е се води еден подкаст, како изгледа цел процес позади Next Gen подкастот. Покрај тоа ќе опфатиме и многу други работи ти на страна што правиш. И за Стефан Божаров нешто ќе спомнеме. Секако не може да се Тоа, помине една треба епизода без Стефан Божаров. Како што се тера цело време сега за Божарова се збори. Да. Обичам со сите гости што ќе ми дојдат, мислам веќе дека сум повторлива, започнуваме факултетските денови, бидејќи таму е веќе некој очекор за како им тера иднината и што прават денеска. Ама со тебе сам да почнам многу порано, веќе што си имавме еден разговор пред некој ден, ти ми спомна дека ти уште од мала возраст си почнал со креирање, со дизајнирање. Како започна се тоа, од која година? Па сега реално кога памтам за себе со цртање првично, мислам као секое дете што е нормално негде, кој што има афинитет спрема креирање, што е покреативно. Почнав да цртам, набрзо после тоа открив Photoshop и тие слични алатки за графичка обработка дигитална. Интересна е приказната како уствари дојдов до прв пат до Photoshop да симнам. Таа ја кажував и ке Владимир, морам да ја кажам бидејќи интересна. Првиот пат Photoshop кога симнав беше со една исклучива намера, тоа е да креирам кастом. Имаше као темплет на канал порано на YouTube, не знам дали ти текнува, као не беа као сега каналите само кавер слика, туку од сите страни беше 360. Да. Каналот со кастом тотално, знаеш, онака твојата тема, нешто приказната на твојот канал. И првиот пат кога симнам Photoshop е Стефан, слушај, ти не го знаеш ова. И првиот пат симнам Photoshop за да го направам тоа всушност. Тоа е негде 2010 година. Тоаш и првиот канал на YouTube. Снимам разни работи у тоа време за YouTube. Колку години имаше тоа што? Па 9-10 години. 9-10. И многу ме интересира како си снимал на 9-10 години, не што знам, се користил? Буквално се, ако гледаме сега ретроспектива на софтвери и на таква го саш технички ја збориме, можам буквално се од Camtasia, значи првите верзии до се, значи тоа е буквално. Мислам дека и мојата генерација секоја од кога знам за себе памтам онака игри, софтвери, компјутерски работи и слично. Искрено сега најдлабоко ако копам како било тој порив за креирање содржина на YouTube и слично. Во тоа време гледање доста и јутубери, доста таа сцена, тоа е некој сам зачеток уште на YouTube не беше како ова што е сега, малце поразлично. Тоа се започнуваше целата таа фаза на јутубери, посебно од Америка, од Англија што беа популарни.
Да. Сите мислам израснавме со нив. Првично тоа снимав, па снимав нешто со карти трикови, правев, така почна кариерата. Па разни работи, па после имаше разни трендови, ако сакаш и поопштено ќе те кажам. Имаше тренд да правиш од Paint, да имаше покемони, ги знаеш онака сите покемони, и имаше на Paint да правиш како да ги редизајнираш покемоните, например, да имаш од Snorlax главата, ја ставаш на Пикачу и слично. Тој тренд го имаш. И такви видеа снимав. Дали стојат негде видеава? Па нешто има да се најде добар дел. Не цела архива, ама добар дел има на каналите. Ние се смееме кога да излеземе приватно со Стефан, кој што се дружиме кога има време да дојде, нели, да ни испочитува, ама ретко е тоа. И се навраќаме на некои тие стари, некои смешки. Photoshop туторијали, не знам како да зголемиш очи на Photoshop да избелиш завид. Значи разни глупости, буквално многу различна содржина. Значи не беше битна содржината. Никош не сум се вржал до содржината во тоа време, мада и не сум разбирал, дете сум бил. Само било битно да креирам нешто и да извадам на YouTube. И така траеше тоа некое време. Да, ма ово за дете, посебно кога што викаш 9, 10, 11, 12, пак у тоа годиште ретко ги правеа, посебно кај нас, бар од моја перспектива. Па да, може би кај нас, ако ќе видиш Аишо Спид беше милионер на 16 години, така што назад сум многу. Сега поздрав за Аишо Спид. Да. Баш интересно, понатака кај те тера животот, кај следи? Понатаму, значи тоа е таа фаза, некоја креација, дизајн, креатива, цртање, тие работи секогаш си се дел од мене. Да. Понатаму после тоа доаѓа значи активно после дизајнирање, активно веќе у 8 деление го правам логото на школата моја Кирил и Методи. Поздрав до сите од моето основно. Ке има многу поздрави оваа епизода. Да. И значи сите забави за школски Црвен крст во тоа време бе волонтери таму правев. Значи цело време некако блиско врзано со тоа, со креирање во тоа време постери и чуда. Тоа продолжува и во средно. Запишувам Корчагин. Малце поразлично од некој, ева како што викаш, доаѓа од креативна. Па да, искрено ја размислував да запишам, не знам ни зашо отидов. Брат ми беше Корчагин и искрено сакав да одам уметничко или архитектура, нешто као така се замислував претходно, некако ме прашал пред да запишам. Некако, значи требаше да биде поврзано со креатива, со цртање, со нешто што правам онака секојдневно, ма не знам на крај испадна Корчагин, искрено не се ни покав, супер ми беше. Верувам. И тука понатаму таа фаза сега све ретроспективно. Да. И Корчагин супер, прва година почнам забави некои организирам и слично. Продам мајци, правам дизајни за мајци школски. Значи пак е се некоја креатива, постери школски со забавите кои беа тематски, Корчагин фест во тоа време. Некој ќе му текне. Имаше интересни постери. Да може на шортовете да ти ги пуштам, баш се луди, интересни луди се пише. Дефинитивно ќе ги објавиме. И така, креативен сум цело време, имам така потреба нешто правам, да извадам нешто од себе, да се изразам на некој начин, не знам. Нормално веројатно, како секој дете. Да, ма интересното пример е што се почнал со дизајн и си комуникативен, и тераш на тој начин и се гледам сам до денеска и се денеска што правиш покрај и маркетинг агенцијата што ќе стигнеме и со подкастите. Тоа е нешто полека што си го имало од мала, ама со тек на време си го совршил. Така, апсолутно као се. Да. Као и се друго. И сега ме интересира овој дел, бидејќи тука сме негде јас и ти слични. Ти продолжиш посебен факултет на Финки. Да. Како стигна до таа одлука? Исто поим немам. Извршувам средно и размислам кој што би продолжил. Веќе имав, значи ја трета, четврта година средно веќе имав реално гледано доста работа, па и втора година имав доста веќе клиенти што правев дизајн, доста забави, баш онака се експонирав на таа сцена и веќе имав као некој бизнис модел што функционира за мене. Требаше веројатно да го надградам уште малци, можеше да стане онака и као full time job. И сега од нигде никаде нешто решавам на Финки да запишам, исто без врска малце. Не знам ни зашо, како сите отидоа таму, па ајде и јас. Може да се навратам на кратко, дека ве рече дека уште од средно си имал клиенти, дека дури си можел и тоа стварно го направиш како full time job. Како ги наоѓаше во средно клиентите? Дали користиш некои платформи кои што бидејќи
Значи имам искуство и со платформи и со се, ама највеќе тоа што најдобро се покажа у тоа време е буквално некое локално влијание тука преку луѓе од тоа време, менаџери, луѓе што ми помогнаа на старт да се земат првите некои клиенти и слично. И желба доста да работам, не знам, буквално се нудев на секаде. Не ми беше ни срам, ни ништо. Со кој некој вака, ако може да кажеш, не знам, у средно си соработувал? Значи, првите дизајни што почна и као од каде почна целата работа, у тоа време беше 2015 имаш организација тука за правење забави за млади, Body Shakers. Таа е на Мартин и поздрав за Мартин, многу голем ден денес пријател и се. И на кратко тоа беше буквално многу јако у тоа време, се праја по 10.000 флаери секоја недела, Да, ги памтам тие. И на секоја недела, и на секој флаер беше ГД Медија. Или ГД Медија ден денес тоа некој трендмарк што стои позади се што правам. И едноставно беше тоа вајрал. Мартин доста ми помогна на старт. Тие флаери има влијание, може да беа малци поразлични, јас се трудев да бидат по-специфични, да влезат у очи. Многу едноставно, брзо се расшири тоа на секаде. Ама ги памтам. И од тука натака, сега ако почнам да набројам, буквално у еден момент, сите дискотеки што се кај нас, голем дел локали, на страна исто од Скопје, за надвор сум правил постер дизајни. Не знам, имам направено преку 3-4 илјади. Охо. Да. И тоа беше мејн, значи дизајнчиња. Не знам дека ти стоиш позади флерите на тие забави. Малтен, од стартот малтен. А ги памтам некои. Се моментов се сеќавам. Не знам, мене ми се така. И секако правев баш предавање на економски, извадив еден од флерите кој е нешто флаерот и ми беше вау, као добри ми се и се. Стварно е интересно. А многу се трудев у тоа време. Еден флаер го спремавме со Мартин буквално по месец дена, што е нереално. Буквално. И ја уште учев поима, нема, се беше онака, знаеш, да испадне само да личи некако, у некој момент да заличи тоа на флаер. Немав скил уште толку добар, немав ништо, мислам од тоа натака што почињам да го учам, што е па добро на почетокот. Повисоко ниво, агенциско ниво денес и слично. Значи баш е онака детско. Ама има жар у него. Ева, тоа е баш на почетокот кога се уште учиш, се влегуваш во тие нови води, стварно многу подолго се фокусираш на тоа, со љубов го правиш и до секој детал, до секој момент ти одзема предолго време, со кога не си го научиш текот. И затоа после кога ги учиш, например, денес, па и некоја подоцнежна фаза, да речеме до пред 2 години, исто доста активно правев тоа. Сега малце, може скроз да се каже тргнато тоа, веќе не правам толку евент флаери и слично. Малце нели се насочив што ради подкаст, што ради други некои проекти, ама можам да направам буквално за пребрзо, премногу, бидејќи скилот сум го правил толку полека и толку да hard way. И знаеш, кога ќе научиш нешто на потежок начин, после буквално е како дел од тебе. Едноставно си го совршил. И многу си го совршил онака, знаеш, од нула и сам си го совршил, знаеш, без некој као да ти помогне и се на потежок начин. И баш онака бев машина за... Гледаше некои курсеви, следеше нешто такво? Па, искрено, значи, у почетоци, да, кога учев фотошоп, нормално, нели, курсеви, шо како да направиш, и никош темелни курсеви не сум учил. Например, ова е сега за тоа, од некоја перспектива да ти даде на латката или на, не знам, околината која работиш, артбордот или шо како перспектива. Одеше на некој кај нас тука или нешто онлайн ги гледаше? Не, ова ти зборам онлайн. Првите курсеви за фотошоп, сега може ќе ми текне некои креатори од тоа време следење. Сав да правам финални продукти, нече он ќе направи нешто постер Марвел и ја истото тоа да го направам. Да. Па нема онака, знаеш, сега денес учиме Pen Tool. Да. Па ова се црта, него онма директно да направам нешто. И ми избега мислата. Кај застанав ми тебе ти избега, нема врска, сега ќе ми текне. И кај застанавме со? Нема врска. Значи учење. Едноставно за како учиш и како ги го совршува. Значи на кратко така, некако сам без многу влијание, тоа сав да се доврзам, сега ми текна. Значи немав многу влијание, никош не сум следел како ни премногу дизајнери, па да имам влијание, па да гледам некако сам и тоа беше, мислам, и специфично стилот. Да. Само некако да измислам работи. Тој период веќе почна на YouTube многу да снима, да објавува, да туторијали, се тоа како се прави. Ама е многу далеко од тоа сега, што значи збориме 2014, 15, 16 се тие. Тогаш те почнува... И 17 тоа беше. Тогаш те почнува луѓето да
снимат и да објавуваат такви туторијали за разлика од денеска што Ма се е имаш... нереално ако споредиме се ова, ако го споредиме со тоа тогаш не знам. Денеска прво почнеме со Udemy курсевите што постојат и некои слични такви, што за мала сума стварно добиваш некакво знаење, by step, многу полесно него ако седнеш сам да ги истражуваш на YouTube, ама и тоа е многу лесно се направи. Јас знам, имам поминато еден тон Udemy курсеви само за да видам различни перспективи. Конкретно дали било за маркетинг, дали за дизајн, ако повеќе кон маркетинг ги следев тие курсеви, колку за да видам дали нешто ново од некој ќе се научи. Така. Не велам што добар пристап, мислам. Да. Веќе секој си има различна перспектива, секој на различен начин размислува, на различен начин, пример, ево, дизајн светот црта, различна креативност има, само така, себе. Нормално. Тоа го те прави уникатен, тоа е уствари се што имаш, пошто технички натака ќе се испеглаш и да имаш дупки, ќе научиш некои работи со времето, ама таа автентичност што си ја влечеш од стартот ќе остане некој печат за тебе, верам, така мислам. Да. Те прекинав за да се навратиме за овој дел, али зборевме за Финки и твоето искуство на самиот факултет. Да. Па сега ево не мора на длабоко да навлеземе, ама пак е некој интересен момент дека си креативец од се до сега што зборевме. Да. И одиш на екстремно технолошки факултет и технички ориентиран и кога што зборевме кажа дека не си се пронашол таму и се дали кога го осети тој момент као дека не си ти за ова. Па прв пат кога влегов во првата барака на Финки. Тоа може би е до бараката. Може и до бараката, но мислам дека поише до мене и до тоа што требаше може да размислам и тоа секој треба да си размисли пред да иде малце да размисли која околина ќе се најде малце, нели онака да го визуализира просторот кај што ќе се најде, а не само кога да отидам. И ти викам, значи бев веќе као со клиенти работава, тоа ми беше као филмот у животот, као не може веќе да почнам се од нула нешто или околина студенти сега што допрва се градат кариерно, се насочуваат од тоа, сакаат да бидат топ, да газат. Ја веќе си имав некако приказната своја врзана угла. Сега гледајќи од оваа перспектива, мислам дека знаеш, имаш ти простори да се наоѓаш негде, имаш простори за тоа. Мислам дека можеле и да останев, може поише да дадев шанса, нели секоја работа да даде шанса на работите. Ја искрено не никаква шанса не дав. Не се гледав уште одма туку прв семестар и така и тука си имаше сега после пат, па фати корона, па и ја решив да се отпишам тој период пред да фати корона или тука негде сега као беше точно. Фати корона, па ја ги изгуби сите клиенти, па кога одеднаш нема што да работиш, што како. Дали ако, пример, направиш тоа gap year, што викате на година пауза? Според мене тоа е нешто најдобро, искрено. Сега пак, ако не има многу луѓе што знаат, значи јас сум бил човек што нели не знае. Да. И мислам дека е добро. Сега од друга страна, па ти ако почнеш да работиш, па после како ќе студираш 300 работи, секој сам треба да си одлучи и да си превземе ризик за своите одлуки. Комплицирано. Да не чека некој да му каже да комплицирано и треба да биде. Мислам да е едноставно. Секој ќе го прави. Секој ќе биде успешен, сите ќе бидеме топ. Конкретно те прашав за тоа, бидејќи тука делиме нешто заедничко, дека јас сум на Финки, ама работам маркетинг и пак се гледам повеќе кон таа креативна индустрија наместо баш стереотипично програмирање и баш главната мотивација, пример, мене што ми ја даде и тој главен пуш што го добив за да почнам нешто маркетинг да работам и покреативно, ми беше предавање на Финки што го слушав и што многу луѓе викаат запиши го за да ти биде полесно, побрзо ја го поминеш, конкретно медиум и комуникација за сите што се на Финки. Ке знаете зашто така викаат, ама тој беше предметот, пример што ми го даде тој огромен пуш и мотивација за да почнам вака нешто да работам. И да се тргнам од тоа што долго време сум мислела дека тоа ќе ми мене утре кариера. Да. И можеме да се навратиме дека кажа клиенти дека си изгубил, каков било тоа чувството? Беше корона. Како чувство? Па не да ми имав 18 години, 19, колку имав 18 веројатно прва факултетата. И во најранливи години. Бев таков залетан, бев мислев тоа ми одат од рака работите, знаеш сега ќе најдам јас како функционира ова, ќе направам се и ненаш онака реалити чек имаш кај што немаш ништо, знаеш мораш, а веќе си осамостоен од многу одам, знаеш, буквално од прва година средност. Може да кажам дека онака не изимав пајат нигде. И тоа се си влече нормално. Да си имаш таков карактер, формираш малце под
тврд, поише само доробуваш, што полетуваш малце. И дете си, све е тоа окей. Ама и така малце појак реалити чек, као што ќе правам, знаеш, нигде си. Ама си во тие ранливи години тогаш беќе тоа Нигде си, ама мислам make it or break it. Ама буквално, таа да. психата Барем мојот се случај, става. секој си има различна приказна. Мојот случај тоа е. И така некако, мислам, општо тоа беше и многу лошо поглавје, мислам за сите, па кои Да. сите има, нели, блиски луѓе што ги знаат, што ни настрада и, нели, не помина баш толку лесно таа цела приказна и лошо онака ми влијаеше општо на се. Како? Така како црно доба го гледам, знаеш, како ништо не се дешаваше. Ништо немаше, тоа е многу... не знам, размислав што ќе правам после, како а и кога ќе биде тоа после, или ќе трае, не се знаеше колку ќе трае. Тоа е интересен момент тука на подкастите, каде што обично со фриленсери зборам пред корона и после корона. Бидејќи посебно во фриленсерскиот свет има разлика пред да не затвори да се случи таа пандемија и сега, каде што пред тоа си имаше момент на потешко беше да се работи ремоут, потешко беше да се работи онлайн. Пардон. Каде што на од кога се затворивме сите се свртеа на ремоут и сватеа ова е нешто функционално. И така едноставно се стана популарен повеќе тој термин фриленсер. Посебно... Да, веројатно. Поготово ремоут. Ремоут, дома, да. мислам да. Почна со ремоут, ама луѓе сватеа дека можат и така да се наоѓаат и сами клиенти и се така брзо се дигна кај нас. А сега од кога заврши се тоа, што се случува? Каде води тебе живот? Да, ептенија правиме сега работа, само ја лайф стори испадно. Дојди и знакажи се. Размислам, шо ќе правам сега? Знаеш што може да правам? Гледам дека почиња у тоа време некоја експанзија на видео содржината. Рилсови излегуваат од тоа време, прв пат. Да. Ти околу 2020 тоа веројатно збориме негде, да. И размислам шо како ќе правам. Викам сега, знаеш, не е доволно што правам дизајн, као морам да почнам да навлегувам во видео, почнам да штедам од помалце за првата камера, ја зимам првата камера и тоа е негде чекорот после све натака да почнам со видео содржина да се бавам, нешто да склопам сегмент. Као графика и видео и така да нудам тоа на клиентите као и двете работи. Тука е првиот допир со камера, искрено одма љубов на прв поглед и ден денес сум опседнат и со камери и со чуда и со се и тоа е негде првиот онака првата помисла, знаеш, ова е првата камера, втората камера, негде веќе тука почнува позадина, ама скроз позадина да врти таа мисла као, знаеш, као ќе се деси подкастот као ова. Еве ги чекорите оствари. Ова се тие Да, као подсвесно и свесно, не знам како да се дешава. Ова се тие baby steps што ги викаат, ама оствари се големи чекори. Баш baby steps ова. Да, ама водат кон нешто многу големо што еве денеска. Да. Не би рекол дека денес голем, уште на почеток, ама мислам дека е на добар пат за да биде нешто што ќе трае, се што трае, нели, што е издржано, што има публика, се што настојува да има некој. Мило ме што каже тоа, бидејќи е и причината зашто ние која стартап клуб Скопје зашто ги правиме овие два подкасти, фрилансерска дружба и стартап револуција, се за да се остави некаква литература позадина за идните генерации и они да, иако не може пример да присуствуваат на дел настани што траат само еден ден, неколку сати траат тука, да научат нешто ново, да им се олесни нивниот пат и нивните чекори, да учат од другите грешки. И тоа е нешто зашто ние ги правиме овие подкасти, претпоставувам и за тебе исто е така. Да. Дефинитивно. И тука негде почнува, значи, таа приказна околу подкастот. Сега многу и тука исто ups and downs со ово, но тоа време и работам, агенција сум, шо како ќе правам. Цело време е таа мисла, знаеш, морам сам да пробам, као морам да почнам активно. Ма цело во време ти си сам оствари, се ова ти го правиш сам. Па малте не, значи имам тука, работам паралелно, значи семја, ама и студирам, се запишувам, па се отпишувам, ама цело време е таа приказна некако, ај нешто да направам тоа приказна. Не знам зашто така чувствувам и сакам, не знам, да изграм. Мислам дека има што да понудам. Истото денес што мислам дека има. Нели, на поле маркетинг, на поле видео содржина, подкастот што го правам. Да. Таков некој порив, едноставно ако си таков, тоа нема бегање од тоа. Ја имав периоди кај шај као, знаеш, може да се опуштам као шај, не мора толку да горам у таа желба као нешто да направам и слично, пошто тоа знае и лошо да биде. И ама едноставно мислам дека нема бегање од тоа, и ако си таков, не се
поврзува тоа ни со пари, ни со успех, ни со ништо, едноставно саеш да креираш нешто и желбата е најбитна на крај на денот. Ако не го правиш тоа со љубов, нема причина зашто го правиш. Ни парите, ни ништо друго не е битно. Да, дефинитивно. И така, сега на кој сегмент саеш да отидеме сега? Сега мислам дека време е за тоа што претпоставам дека и највеќе ги интересира гледачите и сите, а тоа е како започна Next Gen. Ама прво само те прашам, зашто Next Gen? Зашто името? Next Gen, појма немам исто. Денес ми е глупо името. Однака и со многу луѓе зборам како зашто избрав тоа глупо име. Не се размислуваше ни многу за името, што како. Искрено не кем многу така за такви некои работи, знам да бидам практичен и не кем многу ни да го тупам се што како ќе биде. Паралелно имаше многу други процеси што требаше да се направат за да функционира подкастот и сега името не ми текна дека беше некој приоритет. И као Next Gen, ово, она, го направи логото, као нешто Gen Z прво беше, од таму некои извадици, нешто, па логото е со Z-то, и нешто Next Gen подкаст. Нема некоја конкретна приказна. Ти се размислувал за ребрендинг? Па искрено не мислам дека се е окей. И гледам дека им е окей на луѓето, не е толку лошо колку ја што си го мислам дека е лошо. Што мене ми е сега многу лейм онака, што би се рекол, лейм као. Може би дека се долго време навикнат на него. Да, може и тоа да е. Ама гледам дека и мислам дека се изговара, дека е препознатливо. Така што не би ребрендирал ништо. Мислам, глупо ми е агенцијата што ми се века ГД Медија, као Георги Докузов. Медија ми е уште поглупо. Ама си има, знаеш, кога траат работите, сами си прават некако значење. Приказно си прават од себе, не мора да се гениални од старт. Но се ставаат сам впечаток и тежина. Пак мафтам со рацете, така кажав дека нема да мафтам. Гледаш се размафтам. Значи за Ако покомотно. Како започна цела таа идеја, бидејќи ве спомна со првата камера, веќе си размислувал сигурно за нешто такво. Како започна цела идеја да значи, кога што почна подкастот, всушност, нели, мислев дека одма ќе одиме на подкастот, ние влеговме се ептен по дип, поише ги расчленивме работите што се дешава измеѓу. Значи, прво пориво за креирање содржина на YouTube. Значи, тој си одсекуваш, YouTube ми е број 1 платформа, сам да бидам креатор на YouTube. Не знам зашо, точно што како, се фасцинирам креатор и гледам толга содржина строго на YouTube, од која знам за себе. Второ, уште од дете, уште од најмал, од секогаш сум импресиониран од моментот на интервју, знаеш ова што го правиме, да си ти еден на еден разговор, че не икам као групни разговори, не ми е толку окей, затоа избегавам у Next Gen. Не избегам него скроз сум, само кога сум морал некои ситуации, да има поише од 20 соговорници. Некоја импресија од тој момент на интервју, разговор еден на еден, знаеш, тој проток на мисли, знаеш, што го зборат луѓето, па јас да се уклучам во муабетот. Знаеш, и тоа го прати сега луѓе кога не гледат нас, знаеш, си се уклучува во муабетот, кога тука е. Да, бидејќи еве, можеби ќе седнам дома ќе го гледам ова видео и ти збориш за едно нешто, соговорникот збори друго нешто. Имаш мислење за тоа што го зборам сега. Или те нервирам, или ти е окей, или нешто имаш. Не си пристрасен. И ако ја сакаш содржина, или ако ти има некој значење таа содржина, има луѓе што не гледаат интервју содржина, гледаат други содржини, серии, филмови, јас на пример тоа уопште не гледам. За жал или за среќа, на пример на оваа страна сум поише содржина сум изгледал, сум имал можност, време. И значи тие два сегменти, креирање содржина, интервјуа, и третиот сегмент што ми се отвори само од себе, таа некоја страст спрема опрема, тука збориме подкаст опрема, видео, светло, звук. Почнав да се фасцинирам и од тој момент и сите три работи некој кога ги склопиш. Да. Природно си дојде да направам подкаст, беше невозможно искрено да се направи првата епизода, значи тотално не бе спремен од ни еден аспект, ни технички, ни ништо. Тука ми помогна Стефан за почеток, искрено мора да кажам. Стефан е уствари главен лик во сите работи држава, само луѓе не знаат. И така ми помогна Стефан на почеток, баш беше онака, немаше ни, знаеш. Како беше цел тој процес, уствари местење на масите на студиото? Не знам, хаотично беше многу нешто као ќе правиме шо како ти кажам, многу знам практичен да бидам, значи од старт знаев ќе направам стиропорно, таква најдо фирма што прави најефтино, значи ја буџет нормално немав, нели? Да. Нема како да имаш сети некој буџет за да измислуваш работи. Ќе направам стиропорно лого, ќе го искречам джидот жолт, имаше маса, Стефан ми помогна за масата да се како да се намести, пробувавме кадри и тие пробувања пред подкастот немаа врска со последни продуктот. Да. Као полоши бе, реално испадна подобро многу него што требаше да биде. И
Првата Марко епизода, Тасевски е првата епизода. И така у некој полутранс се снима епизодата, снемува звук у 13 минути, збориме, снемува звук, као сега најверојатно што му снемува Стефан, за тоа стај слушалките ни у празно тука, само не знаеме уште. Ќе ни каже после. Немаше звука, тоа ми беше као најголема травма и само звук да снема, да не снема и слично снема одма 13 минути. Одма тука ладен туш. Како се врати канцеларија во тоа? 65 степени, јули 25. Супер околности. Како се врати после тоа, не знам, ментално назад од тие 13 минути? Или тотално блокада? Со човекот од првите 5, 6, 7 епизоди не можам никако да се поистоветам. Никако, не можам да најдам, знаеш, нешто заедничко со себе. Некој транс, не е ни само трема, природно само по себе трема, знаеш, сум немал и претходно сум водел јавни настани, шу основно се, можам да зборам, знам. Ама, знаеш, моментот сега ти саеш содржина, саеш вредност да направиш таа содржина, знаеш, целиот таа тежина што си ја ставил ти од тоа што го правиш како проект, била тумач за мене у тие први 5-6 епизоди, дури ми легне. Што е веројатно за се така. Да. И сега исто беше, например, подкастите снимав трема, мора да спомнам и тоа настан што правевме во февруари, BNext конференција, тоа е нешто што ќе го правиме и сега следно во ноември. Вие ќе правите во ноември, во октомври. Ти ми спомна преска за самитот во ноември. И мисля дека ќе немам трема сега, знаеш, да водам конференција, имаше 200 и кусур луѓе, знаеш, нема галеас, зборам секој ден, секоја недела со луѓе што не ги знам. Немам трема кога се качив на сцена, кога почна ми се тресат нозете, а беше таква травма и си, знаеш, цело време некои нови предизвици и искуства. Ама тоа е дека пак ќе повторам, тоа што го правиш со љубов и сакаш најдоброто од тебе да го извадиш. Се согласувам, да. Си има разни притисоци. И со љубов и веќе секоја правиш нешто си се фатил, знаеш, и на орото да малце сега нема никако, знаеш, денар да влезеш, да излезеш, сега више се не го правиш ти ни цело време од љубов. 50 епизоди се разни фази помина у тие 50 епизоди. Секакви, ја многу се сменив бијќи у тие години, значи 21, 22 кога се почна, па сега се менуваш уште на тие години. Мислам цело време се менува. Ја и сега дека се менуваме за брзо 25 ки имам. Ама драго доколку време за кафе. Апсолутно. Ти благодарам. Со секој испиено кафе во Стрекја бар и Стрекја Русидер вие го поддржувате Стартап Клуб Скопје, така што следната кафе пауза направете ја токму кај нас. Интересно е кога ги гледаш, кога се правиш ретроспектива од првата епизода сега до последната и колку си опуштен како водител, еве тоа конкретно ја можам да се го кажам, веќе од првата епизода до оваа веќе е скроз друго. Ти како што кажа, првите 5 епизоди јас не ги памтам. Кај мене не е баш првите 5, бидејќи оваа не е 9-та, затоа не можам да толку многу да кажам. Јубилејна 9. Не можам многу да кажам дека премногу имам снимено до сега, али е интересен процес и интересно ми е што кога ја снимав ја и кога почнав, те гледав тебе и некои од твоите епизоди, за ти како и водиш посебно дека и мојата втора епизода и твојата втора епизода се со Маја Перкалус. И такви некои интересни моменти, затоа можеме сега да само те прашам како ги избираш ти гостите, бидејќи кај нас конкретно си имаме некоја тема и знам дека темата на подкастот мене ми е за фриленсери, нешто што стварно како Стартап Клуб Скопје сакаме тука да им помогнеме и на нив покрај стартапите и доставиме нешто за нив. Сега кај тебе се поразни гости, дали имаш некоја конкретна бранша или како ги одбираш? Ајде вака, ако сега го гледаме NextGen подкаст како продукт и сега ако ме праша некој што е NextGen подкаст, знаеш да треба да објасниш една реченица, што нели мораш, ако правиш нешто, мораш да имаш една реченица што NextGen е платформа во која јас носам лидери и зборам со лидери. Значи сите гости мои биле лидери, луѓе кои превземаат чекори, предприемачи, лидери на поле култура, лидери, на разни полиња. Значи би кажал дека бирам лидери. Значи барам такви луѓе, таков профил на луѓе за да поканам за гости. Многу. Само од себе некако до негде се наметна тоа. Знаеш, ти можеш претходно некој замисли да имаш исто како што би викал едно друго, ама мислам дека и карактерот на тоа ти каков си као хост, као водител, тоа што го носиш со себе као багаж, тоа што го правиш во животот на дневна база, ќе ја креира и содржината твоја. Барем јас сум таков, знаеш. И у бизнисот и у содржината сум некако лајфстайл
oriented. Да. Знаеш, лајфстајлот влијае на се што правам. Мислам Што може и добро и лошо, не знам. Мислам дека иде на подобро. Ќе биде добро. Да. Мислам дека многу ќе ни интересира и мене, иако веќе спомнавме некои вакви интересни моменти, ама кои се некои киксови, пример, сред снимање што ти се случувале или па Сигурно милион. Киксови разни. Од технички аспект, од моја некоја неспремност, од некоја недоволна присутност у моментот со некои гости, па не можеле да се извлечат некои теми што претходно се збореле, нели тие као пропуштена епизода, ти ме праша претходно колку дали би има епизоди што би ги преснимал, што мислам дека може да боле. Нормално дека има многу. И нели тоа се као кикс можеш да го рачунаш. Значи од таа техничка страна, од сам себе, тие биле са некој вака као не знам нешто да се деси. Не мора конкретно луѓе да кажуваме. Да. За луѓе мислиш? Општо не мора. Ти мислиш као, ја мислев киксови како Општо околината создадени. Ти мислиш прв... киксови што сум ги викнала биле гости? Не, тоа попосле ќе те прашам. Порично вака за технички, ама еве убаво што го почна, дали има некој што, пример, си го снимал, објавена епизодата, ама стварно не сакаше таа епизода да објавиш. Или не мора имења. Само базирано на гостиното или спрема мене? Јас сум бил лош многу епизоди. Последната епизода што ја пуштив со мене, не бев доволно добра за да излезе таа епизода, ама сакаа доста луѓе да излезе и ја пуштив. И нормално тоа си повлече критики за мене и јас се тоа си прифаќам кога сум свесен и добро ми влијаат тие работи. Значи има доста епизоди кои јас не сум бил спремен. А конкретно сега да снимам епизоди да не сум задоволен од гостинот, исто имало, ама самото тоа што гостинот дошол, ми испочитувал и слично, никогаш не сум размислил таа смисла и као требаше поише да даде, сваќаш можеше поише да даде. И сега некои бекстејдж приказни секогаш си има. Да. Нормално, со доста гости што како некои луѓе ќе те разочараат, некои луѓе си ги доживувале различно. Па после ќе видиш дека не се као ти што ги доживуваш и дека ти правил некоја слика ти у глава што уствари не е таква и се разочаруваш. Имав такви ситуации уште на почетокот. Баш интересно. Интересно. Дали си самокритичен и како се справуваш со хејтот? Уствари сигурно е како што кажа дека има критики за тебе, пример за последната епизода. Како се справуваш со тоа? Дали дозволиш да ти влијае или го решаваш некој друг начин? Па гледам дали е издржано, и ако издржана позитивно ми влијае. Размислам сега за подкастот следен што беше после ово и мислам уствари не последниот подкаст, предпоследниот, бидејќи може и предпоследниот, сега не знам кога ќе излезе, ова зборам сега јас баш кога снимава. Бев многу подобар, значи не е последниот што е снима, него предпоследниот што е изведен у овој момент денес. Беше многу подобро, знаев што како треба и тоа ме мотивира секогаш. И ми треба мене таков сум, знам да се опуштам, ми треба малце да направам лоша епизода или нешто лошо на работа за да се вратам на смер. Критики не, и тоа ми е многу, знаеш што ми е интересно, некој кога ќе ми каже кој да ти кажам, као сега имам некоја критика, да ти кажам, не знам, као, знаеш, ама да не ме сватиш погрешно, јас сум во фазон, као не постои нешто што можеш да ми го кажеш, што не сум го размислил 100 пати и што не сум го видел кај мене. А ја ако ти кажам за себе, ти што не си уочил тоа што си гледал, ќе се фрапираш више толку. Така што ја анализирам содржината што ја правам и нормално има критики, позитивно влијам, ми влијаат најчесто. Сега нормално е. Може нешто и да те удри така малци него, да мислиш некој дека ти кажува нешто ради некој други експричини. Разни филми може да си направиш. У суштина гледам, бидам реален. И да бидеш твој. Да, и свој да бидам. За нормално ти имаш критики и зависи од која страна е критиката. Некој има не си негов вкус, одма осеќаш на почеток. Некој има што му е оправдана, го осеќаат знаеш твојата вибрација, тоа што сакаш да го понудиш ти, па критиката му е насочена спрема тој и може да ти помогне само. Значи, така треба и да ги гледаш малце пошироко и тие работи. Кој бил најтежок гостин вака да се договори за да ти гостува? Па најтежок беше дефинитивно Немања Антич. Беше он гостин, не знам која епизода беше, Немања 30-та веројатно така нешто, може и 27-8. И за Немања 7-8 месеци пробав да го договорам буквално. Јас одев во тие 7-8 месеци 2 или 3 пати за Белград, му пишував цело време. Мислам не му пишував кога да го спамам да му досеѓам, ама му пишував на месец, на 3 недели. Знаеш, доаѓам у Белград нешто, дали има опција да снимаме, дали ово-оно. И цело време имаме кул комуникација. Као ќе, знаеш, ќе биде. Ќе се најдеме на нешто. Многу специфичен лик.
Може за него да збориме и после и за конференцијата и за се. Денес сме доста соработуваме и за други работи. За Виднина. И он ми звони еден ден у сабота, значи 7-8 месеци после тоа. Значи јас прв пат сум го контактирал таму негде јануар. Ако требаше да одам за Белград, значи првиот некој контакт што бил остварен, а снимањето беше октомври. Значи тоа се и поише од 8-9 месеци. И он ми се јавува у сабота попладне. Ние немаме студио. Значи крај на септември е тоа. Уште не се знае што како ќе се случи со сезоната, со подкастот, со све. И ми кажува ако ти можеш да се организираш да снимаме ние у 10 сабајле, као ја ќе дојдам у Македонија специјално за тебе у 10 сабајле. И јас вако размислам, па да, викам ќе се организирам. Значи ништо немам у тој момент, буквално. Ова е за следниот ден, за во недела. Ова е за следниот ден во недела. Ова е сабота попладне. И као да, ќе снимам. Ништо доаѓа, немања. Со сопругата снимаме тука епизода, исто не знам што се деша ни в студиото, ни ништо. И таа епизода е некој степ ап у се. И на кариерно поле, и за подкастот, и за некој мене контакти, можности што ми се отворија. Многу врати ми отвори искрено таа епизода и ќе биде нефер да кажам дека и он као човек и со конференцијата што ја направивме в февруар и претходна епизодата баш доста врати ми отвори. Ја веројатно ме тестираше дали сум спремен да ги отворам тие врати. И цело време функционира на тој принцип. Ја очигледно покажав нели некоја спремност, храброст, ајде кога ќе направиме се и нормално ако си доволно храбар, веројатно ќе ти се отворат тие можности. Дали кога имаше некој пречувство дека ова ќе биде таа отскочна деска? Искрено не. Искрено не, толку сум, знаеш, толку бев со активности као за да биде само од тоа за сталокот да се исправи, до тоа знаеш да се намести, не знам кутијата позади, што немам време за такви некои визионерски мисли као сега оваа епизода. И никош не икам да дам на тежина на епизода. Дека и не знам, претходното гостоење у подкаст што го имав као прво некој мое јавно обраќање, па сега луѓето имаат сака да слушнат, некој може изгледал 50 епизоди, па има право, може и поише да знае за мене и слично, ама него овер, нели, не му ставам премногу тежина на тој некој момент што е нов. У тој случај доаѓа толку вирален гостин ново, сега јас се појавам ново, нешто гледам да не им ставам толку притисок. И тоа е од искуство што ти кажав од преска, од почетоците на подкастот, тоа знам колку товар сум се ставил на грб и не ми треба тоа се во никоја околност. Утре, задутре, во следниот период, кој знае кој ќе биде гостин. И има добри индиции да дојдат баш големи кај нас лица што можам да ги интервјуирам и на страна, не само кај нас, инострански пазари и слично, така што мислам дека ќе бидам поискулиран. Како ти беше реакцијата? Што не мора да значи, викам. Да. Се зависи до кој како ќе се прифати, понуди или па покаже на крај на денот. Или нешто друго. Што сега те прашам е како ти беше тебе реакцијата од колку ствари приметуваше као ова видео ми стана премногу популарно? Отиде некако прво осеќаш и тука разни имаш тој вајрал момент, едно од шортот, првиот шорт отиде одма што го пуштивме, отиде на преку 1.200.000 прегледи, што е баш онака ултра вирално за било која тип на содржина на македонски, па и на странски. И да не е на толку мал пазар. И го имаш тој момент више кога гледаат за твојата содржина, да знаат луѓе што не ни се утек тоа што е секако подкаст, што е како е. И го имаш тој момент као на виралност на се. Океј ми е, искрено не сум многу фасциниран од тој момент. Океј е за работата, за се потребена, ама не ми прави некоја фасцинација. Едноставно доаѓаат луѓе што не се цело време на таа содржина и сега наеднаш име ново и океј име, глупо има на некои разни расправи, преска зборевме на Facebook, некои коментари. Они си ја доживуваат од 10-та слика некоја содржината ти што ја правиш. Веќе кога некој не се утеку ствари да те гледаат со претходните епизоди. Да, кога не се дел од тоа некој комјунити, да речеме некако што ги прати тие теми. Помалце ми значи искрено. Дефинитивно мислам пак веќе кога ќе се отвори на поголема публика, многу повеќе размислувања, многу повеќе коментари, ама од се за секој различно. Да. И сега од таму ти кој што кажа дека баш тој подкаст и тој човек ствари ти беше моментот кај што дали си спремен да ти отвори врати, ствари ти да ги прифатиш тие отворени врати. Како излезе до конференцијата се тоа, иако беше па колку месеци подоцна? Октомври се снимале, февруари. Да, 5-6 месеци после тоа, колку е? И помалце. Па не е ни толку, гледаш 3-4 месеци. И
едноставно претходно комуникација, мислам ние цело време не таков тип на човек, имаме комуникација, знаеш, го интересира што се случува тука сцената, како е мејлови, некој пуштаме. Едноставно е таков, сака да биде утек со се на таа сцена што него го занима. И значи ја претходно му нудев да дојде на една тука конференција, имаше понуда за него, што како, и он ми рече, као знаеш, окей да дојдам, као може да дојдам, ама тоа е тек сега за ноември, за оваа година, друга конференција. И он ми рече, ама тоа е многу далеко, вика, ја сам ти да направиш, вика, настан со мене, знаеш, у Скопје, лично ти, вика, и да го направиме, јас и ти, вика, и да го пуштиме тоа као за 20 дена. Па на 20 февруари, 22 кога беше? Да. За 20 дена. Ја во тој момент имам 40 температура, имам гнојна ангина, сам сум тука, седам, не знам што да правам со себе, не ми е добро. Да. Одам на дежурен и слично и хардкор кај менталитет. Едноставно правиме страна за продажба на карти, врзуваме се, ова, она, постери, плакати, реклами, чуда и за 20 дена продаваме 200 карти. По цена што не е ефтина, нема никој гратис, слично. Правиме баш голем успех. Спонзори исто. Имаме добри на таа конференција. Баш супер искуство и толку убава енергија, толку добра енергија се создае што онака. Баш ја гледам као успех и као нешто што ме многу кеф што сме го направили и што е продукт на подкастот, на таа содржина. Баш ми е мило што испадна така, мислам ја ева вака како надвор што гледав, што следев, што се случува се. Заработивме некој денар конечно нешто. Честито. Честито. Стефан се смее. Ке дојдеме и до тоа. Ама ги потрошив. Ева. Нема врска. Брзо дојде, брзо се троши. Повеќе сакам, многу ми мило што стварно супер би поминало тоа, исто заработиле нешто. Како ти да сега со новите сезони, со новите епизоди снимање на Next Gen? Искрено супер. Мислам дека фатив некој тек како треба да размислам онака day to day за да скреирам содржина, као подобар се чувствувам. Пак има многу потешкоти, ви кажав прошлиот пат и ви завидувам на тебе и на Ана, вие сте пак тим тука и третата девојка. И Сале и сите као тим сте некој. И мене тоа ми фали искрено многу, некако имав многу осцилации околу тоа менување, луѓе си одат и доаѓаат некако, не може да се поистоветат, може со таа содржина што ја правам, не кликаме. И тоа ми фали, си има потешкоти други, нели нормално, сега некој технички цело време се амортизира опрема, јас нели сам го правам, нема некоја позадина, нешто, некој да помогне ако шо и да фали. Значи си има предизвици многу, ама никогаш подобро не сум се чувствувал за да ја креирам таа содржина што ја креирам сега, искрено. Конкретно сега, еве, нови сезони, нови епизоди, се тоа сам го правиш? Свеќе не ги делам на сезони, тоа ми беше глупост некој од старт. Од секогаш ми беше идеја како некам сезони, некам тоа, некам проекти, сезони такви работи, значи формат што треба да знаеш да трае. Да. И да нема ни сезона ништо, цело време вадиме епизоди, цело време сум потрага по најдобриот разговор што може да го извлечам од некој. Само тоа ми е целта глава. Освен немања. Бидејќи еве пак он ти беше гост иностранство со различни искуства, со различни гледни точки од Македонија, кој вака ти оставил најголем впечаток и ти бил како пример, ева, во моментот, не мора да значи, во иднина може би ќе ти се смени мислењето, ко најдобар разговор. Би ги претпоставувам ако не... Многу ми е тешко така да ги делам искрено. И многу ми е тешко да ми текне сега за сите. Пак имам 50 епизоди. Да. Со тие што се тргнате 51 веќе имаме тргнати некои епизоди, веќе беа као партнерство некое. 51, не се малце луѓе за ми текнат нели вака. Сега и немања бијќи од страна по нешто се разликува, не е наш и слично, мада не е ни единствено од Србија што беше. И Теодора Делич исто беше од Србија, дое специјално исто за мене. Може уша некој сега вака, нели вик у каша ќе се ставам сега. Ова како мајка кога ќе прашаш кој милено дете. Да. Буквално. И не би можел да делам. И секоја епизода си има, ти викам, јас различен се доживам дека сум бил почетоците, по средината, па сега, ова последно, и у секоја фаза некој гостин ми значил, би ги одвил може луѓето што по два пати биле кај мене, Марио, Јовановски, фитнес тренер наш. Третата епизода ми беше многу ми значеше искрено кога дојде Марио и понатака дојде негде на 30 скоро, после доста време, као после 20 кусур епизоди и ми значеше многу и Владимир Ристевски од Pixel, мој пријател, денес беше исто у почетоците негде. Он некој 3 епизоди, ако не се лажам, нешто така ти го Не, 2. 3 е многу беше. А јас сега бев кај него на подкаст прошла недела. Значи 3 имаме, реално имаме 3 сати пред камера зборено. И нив двајца дошле по два пати.
еве можам да ги одбивам бидејќи по 2 пати дошле, ми испочитувале 2 пати да дојдат и многу ми се кулкао ликови, ми значиле у тој момент кога дошле за некои работи да освестат кај мене да ми помогнат, ми оставиле впечаток. Затоа и дошле 2 пати. Да. Многу ми мило тоа. Дали има некои вакаеве говорници, бидејќи знам пример кај мене има, знам кои се причините кај мене, ма кај тебе што никош не успеале уствари да седнат на тоа столче. Говорници што требало да дојдат, а не дошле? Да. Такви има плејада. Од разни причини. Има многу гости што сум се договарал, што било договорено, што требало да дојдат и после не можеле у некој период, последниот период не сме се наоѓале дека има за што да зборим и слично, што е најнормално. Јас секој ден бркам гости и сега да одам со некој пријател седам на кафе, ќе ми каже имам гостин за тебе и слично. И сигурно и ти. Значи секој има некој да ти предложи, ти ќе направиш некоја комуникација, така што мислам ти требаат многу гости за еден да дојде. Треба 5 да комуницираш за еден да дојде. Мојот просек. Еве гледано вака просек до сега. Тројца, четворица најмалце за еден да седнеш на маса. Дали си имал некој што си одбил? Као сакал да дојде се и си кажа. Па искрено да. И у последно време се повише. Тоа го зборевме со тебе. Не ќам веќе да зборам со луѓе што не сакам ја да зборам оваа недела. Ти кажав ја го правам, не е тоа дека јас нешто, него едноставно е моја содржина сам да зборам со луѓе што осеќам дека имам енергија оваа недела да зборам и овој месец размислам на таа тема. Која и да е темата, контент креација, маркетинг, лајфстайл, фитнес, што и да е. И сакам тој месец тие неколку недели да бидам фокусиран на тој да носам луѓе што ме инспирирале деновите пред снимање на таа тема, па сум ги контактирал и слично. Така некако да убацувам од страна гости и секогаш ми се покажало како лошо искуство и жал ми е многу. Нормално има PR пакети некџан, има спонзори кои што може тоа услуга да си ја искористат, тоа е веќе друга страна, тоа е поврзано со агенцијата моја и со се. Може секој да дојде, ама јас лично сега да прифатам као некој сега да сака само и као да дојде и тоа да ми ја допуша да ми каже што збориме и ради реда ми испаѓа целата приказна, која јас немам енергија за го донесам. Не само бидејќи човекот, он најверојатно си има и своја приказна, него јас во тој момент не сум се поистоветил доволно за сега утре да снимаме и за него лошо ќе направам, не дека јас сега као бирам нешто, прибирам. Нема веќе еве во се каже со 50 епизоди позади тебе се веќе полека си дава само на себе тежина и тоа дефинитивно, да. И тука се трагат и нивото на гостите. Да, дефинитивно. Али интересно е што тука имаме некои слични моменти за тоа, каде што еве убаво кажа, ти треба со 5 да збориш за еден да дојде да снима, каде што еве што соработам со фриленсери, каде што се малце подинамични. Пример имав еден дигитален номад што се договоривме и требаше да дојде да снима, ама како што се непредвидливи си купил карта обано и тикет. It's in the name, дека нема да дојде. Името е и буквално на ден пред снимањето отиде. Што ни беше договорено дека не од Скопје и требаше да дојде директно тука и наместо тука во аеродром отиде на другиот аеродром. Денес како што станува се повеќе и повеќе популарно еве со водење на подкасти, со снимање и посебно кај нас, мислам дека веќе секој започнува некако вид на подкаст. Прво само те прашам кој е твоето мислење околу тоа? Околу креирање било каква содржина имам позитивно мислење, што и да е содржината и секој има право да снима што сака, како сака и кул ми е што и да се снима, поготоа форматот на подкаст ми е одличен и ми се свиѓа што има се поише. Маде има и нема, се прошлиот пат зборевме кога гледавме дечкото што се запознавме, како се викаше Петар, исто снима подкаст нели Фенер Каскао ни каже. Да. Значи има поздрав многу голем, многу кул дечко. И веројатно има цело време што снимаат. И тоа е супер, мислам. Дека фали кај нас содржина, како поише снима, тоа е подобро за сите. Најпозитивно имам за секој што општо е спремен некој став да изнесе пред камера, таа храброст општо си ја дава на себе и секој чест, секој поздрав и првично е убаво што еве истакнуваме македонската култура, македонските вредности, креатори, вредности, луѓе, било што за секоја различна област. Сега имаме некои што прават повеќе кон шоубиз, некои што еве како што се нашите со конкретна тема. Имаме, сметам, кај нас, а и во регионот што да покажеме, ама само треба некој седне го сними да го представи. Да, и треба поише да работиме, дефинитивно мрзливи сме. Ако сега ме прашаш што фали на некој подкаст, фалило тоа многу моменти да не е
подзастанувам, па као да помалце епизоди да правам што треба, него да дадам газ, многу отворени шанси сум имал за да посилно да згазам, сум ги пропуштил само ради таа некоја мрза, ради некоја недоволна посветеност, фокус у тој момент и слично. Значи тоа ни фали. Мислам, и општо го гледам и кај други тоа. Сега глупо е нели да се генерализираме, гледа ако спорам со Србија, како многу поише да работат, да хаслаат. И тоа ни фали. Поише да снимаме, поише да работиме, да не се жалиме малце. Имав таков интересен разговор со Игор од Native Teams, баш на подкастот, каде што иако таму е малце поразлично, пак сме многу слични и во тој аспект, како балканци општо. Али само те прашам, дека ти сам си го почна Next Gen подкаст, сам почнава се да го правиш уште од одамна, сам работиш дали со агенцијата, со дизајн и со се, што би им препорачал пример на младите што сакаат да го почнат или сакаат да го направат овој следен чекор? Па мислам дека тој што сака и што е правиот играч, ја имаат силата во нив, можеби им треба тој некаков пуш да им се направи. Ако мислиш дека ти треба пуш, тоаш почекај да ти дојде, нема знаеш од кај ќе ти дојде, што ќе те пушне, може ќе те мотивира сега муабетов наши слично. Не верувам дека ако кажам нешто специфично, сега би му било баш пуш. Едноставно мисли, држи го у глава тоа, ако ти знаеш, само не дигај раце у тоа, ако ти е идеја, држи го у глава и ќе се избориш сам со себе, мозокот ќе најде некако некој патерн за да извадиш тоа што го сакаш. Ако еве содржи на подкаст првата епизода твоја и слично, мислам дека ако доволно го сакаш и ако онака не му даш да излезе од глава или него као осудиш на пропаст, као сепак не можам, дека ќе си најде начин да се деси. Не може сега, не е прав момент, може. Преска кажа дека првата епизода е ти била снимена на 25 јули. Со Марко Тасевски. Да. Поздрав Марко. Излезе на 25 јули, значи снимена е неколку дена порано, околу 22-3 нешто така. Може Стефан ќе се. Значи се ближи роденденот на Next Gen. Да, се ближи роденденот на Next Gen. И изборев со тебе што планирам да направам, тоа сега не знам дали да го кажувам јавно, ама откој зборев со тебе, кога сватив ти колку поголема енергија имаш од мене за борење, сега сватив дека ќе се откажам од тоа. Што ти толку енергија имаше, зборевме прошлиот пат 3 сати, не застануваш. Да, вака си добро, нормално може. Посрамежливо си подкаст, иначе не застануваш. И викам дали е можно, викам немам сила толку да зборам, викам немам шанси со бисер. Не, приличен сум збораста личност, ама и пред камера и пред се, еве пак ќе кажам, јас сум се уште нова во ова. Се шалам, иначе одлично си него за прошлиот муабет, стварно имавме маратонски. Да. Муабет, значи беше ко преживи причаче беше. Ама интересно беше, мислам, пак ќе кажам покрај што еве денеска си тука дојден како гостин и твојата приказна да раскажеш од другата страна од масата, да се представиш и ти, пак тебе те следам подолго време и ужев од тебе и гледав ти подкасти и многу ми е мило уште на себе стварно вака да ти кажам што мене ми уште поише мило и што дојдов кај вас и што снимам вашиот концепт. Исто поздрав и до Ана. Требаше она ни се придружи, ама избега. Да. Многу ми е топ се што правите стварно и се разликувате, мислам, и се и со Стефан Божаров што ме снима пак ми е многу кејф. Многу убаво се осеќам. Тука и првиот пат кога дојдов вие бевте супер домакини и се и затоа искрено не чувствав некоја потреба ни да се појавам негде, ама сега ако знаеш ти и Ана да ми пристапите некој што имам што сум окей со него или Владимир прошла недела, глупо ми е, знаеш, као да измислам сега зашто не би дошол. Не чувствувам преголема потреба да се појавам бидејќи мислам дека секоја недела вадам епизода кога доста некој може да гледа да ме гледа и зборам и се, ама по друга страна мислам дека и сакаат луѓето да слушнат и други приказни и вакви. Тоа може да биде плюс и за мојот концепт и за се. И знаеш, треба и тоа е некој страф и тоа се некој ограничување. Тоа кај себе баш го заприметив. Знаеш, цело време мислам како нема ја што да правам, нема што, нема зашо. Ако веќе правиш и ако си all in со тие работи што ги правиш, треба и да даеш поише од себе и на публиката што те гледа и да не си онака подценуваш ни приказната своја, ни тоа што го правиш. Секој експонирање, секој споделување на твојата приказна ќе ти даде онака, нели, доказ, пруф дека има нешто од твојата приказна и не треба да си ја потискаш. И на секој приказната, не мојата лично, и твојата, и на Стефан. Добро, Стефан е уште појака приказна, ама зборам секој си има приказна и не треба да се срами од тоа. Ама убаво ти зашо кажа, еве првично кажа, јас секој недела објавувам епизода, доволно ме гледаат луѓето. Ама
Они Ама може некој не ме гледа, може сега ќе ме гледа те кај тебе, гледаат да. како водител. Они тебе те гледаат каде што ти можеби споделуваш заеднички моменти заедно со говорникот, ама они не знаат кој си точно ти. Така. И се после толку епизоди, после цела агенција се сметав посебно за публиката што ја имаме дека стварно е нешто што треба да го слушнат. Така, се согласувам. Има публика стварно што гледа да не знам колку се најши луѓето сакаат тука кај нас бројки и сензационализам и тоа е окей, тоа сите го сакаме. Може уште ние не сме на тоа ниво, но пак си има некоја кор публика што гледа и што ми пишува и што коментира и тоа сам да ја држам таа публика и да им дам максимум што можам и од себе и од содржината и од се. Од сите гледачи барка еден да се направи некаква разлика, тоа веќе најбитното. Еден да се погоди и тоа веќе помогува. Треба и поише од еден за да биде работат. Да, ама не, ако еден го свати моментот и замотивира. Се согласувам, апсолутно се согласувам. Еден е доволен. Сега за да обстои тоа све, треба тој еден да каже, па нуш еден, па тој нуш еден и така да се направи некој не збориме за компаунд. Конкретно за темите што ги збориме, пример да го од сите што гледаат денеска, еден да се мотивира да започне нешто свое, не мора да биде подкаст и снимање. Може да биде ти си го мотивирал постер да направи. Онака само за да проба. Тие се тие, не знам, некои мали вредности што дефинитивно многу значи. Ако збориме на таа тема, премногу ми значи и најголемата причина се ја сам и да не и да изгледа скромно и се мислам нормално нешто да не е као да не се преувеличуваат работите, као што спомнав, од кога знам за себе следам контент креатори. Знам контент креатори со 500 сабскрајбери, колку мене ми влијале на кариерното поле, графички дизајн, тоа што ми станало после кариера, колку многу ми влијали, колку сум се поистоветил со луѓе што имаат 5 прегледи, што имаат 100 прегледи, што имаат 1000, што имаат 100 милиони, значи со сите знам која е моќта на креаторите и тоа е најголемиот потик зашто ја го правам, пошто знам дека содржината што ја правам, како повеќе ќе има, нели, сега имам 50 подкасти, ќе биде крај на август ќе биде 50-тиот подкаст, гледам да направиме нешто кул. Знам дека тие моменти си влијаат на некој и нормално дека ги мотивираат. Да. И тоа е најголемиот потик, вака не скромност. Знам дека е кул работа и дека е моќна алатка и кој ќе си го открие својот креатор, ќе си го пронајде, знам, може онака буквално како гуру да му биде во животот, како за мотивација и за да влече работи. Ајде сега да освртиме од вака нескромно се, малце повеќе кон фалење, како бил првиот момент кога некој те препознал? Сега си испофалив. Вака негде надвор, као некој те првиот пат кога некој те препознал, ова е таа Ѓорги. приказна прешлиот пат, нели? Таа приказна сакам да споделиш, бидејќи мене солзи ми тече од смеј. Значи таа е најака приказна, јас снимам еден настан. Значи журка, забава, нема врска сега да не рекламираме. И на тој настан, нели, проаѓам со камерата, нели, јас си Стефан Божаров стил, го знаат луѓето, Стефан Божаров стил се движиш со камерата. И проаѓам на едно место и две девојки имаат фајт. Има едно машко меѓу нив. Значи, ова е најаката приказна свет. И значи дечкото ги брани, они се као буквално фајт, она више, знаеш, она женски фајт. Не му она као се предат. Ја као проаѓам, нели, гужвам ненормално. Супер звезда е настапува, значи гужва ненормално. И како проаѓам, девојката ме гледа и ми вика, као го гледав подкастот со Катерина, знаеш, а и не, паѓа као, знаеш, ми кажува, ми паѓа као глупа сега што in the middle of a fight тука и мене уште толку добре као фала и проаѓам само и тоа беше првиот момент и многу специфичен за тоа, веројатно ќе го памтам за секогаш. И тоа значи беше не знам кој епизод е Катерина, 4 или 5, значи после 4-5 епизода. И после имало нормално. Еви сега на Socialize доста и ми придоа дечки и сега се поише има така што многу ми е убаво ми е тоа. Да. Мама ти кажав, уште не знам како да се понашам за тоа, некој кој ќе ми каже и го гледам подкастот. Кажав пред некој време нервозен у банка, нешто се расправам и господјата таму, како знаеш дали некој подкаст, како те гледам, ово на роден ден ми е као сам да те почестам, знаеш, гледам. И викам, знаеш, као ипак треба малце некад и да пазам и како се понашам и знаеш со каква енергија излегувам меѓу непознати луѓе, пошто знаеш може да се поистоветува ова што го правам, може го гледале. Као малце треба да го имаш тоа позадина, пошто јас сум као кој ме гледа мене, као кој ми се замара. Па тоа е веќе од првичен кога почна до сега, пример еве ја можам слично да кажам, ќе седнеме тука, ќе снимаме, ама
можеби не ти доаѓа одма во глава дека чека, овие сите луѓе стварно седат и ме гледаат, слушаат, се дока не ти дојдат некои такви моменти, пример како во банкава ситуација што ти се случила. Да, и ти доаѓа незгодно како па не мора се толку, знаеш, како не мораше негативно да бидам од како можеш покул да бидам, знаеш. И слично. Голем поздрав. Subscriber да не си изгубил. Не верувам, беше она многу кул, она усвари од старт сакаше ми каже дека знаеш, јас само влегов негативно како. Мислам, нивни пропуст нема врска, не е дека ги правам се. Ама секој денот кога ќе ти почне. Се случува, се согласувам, да. И така и со гости, дали можеби кога ќе се запознаете и секој има нека убава енергија кога ќе дојде. Да. Ништо му се случило, не знаеш ни ти и ќе ти дојде со некоја по-тмурна енергија, па ајде ќе го истераш. Сега ми се врти у глава уште фајтот за девојка. Имаш некои други беше прайслес. Не ми текнува други садо толку интересни. Имало тие почетоци, искрено и на почетоците имаше како поише такви препознавање, после у средината и сега има у последно време. Ама у средината како некако замре тоа. Не знам. Добре ке нас. Па на почеток си најинтересен. Да. И сега бидеш интересен кога ќе направиш нешто significant, што би рекле. Нешто па да не значително. Кога ќе направиш и тоаш. Иначе измеѓу сам си снимаш, тоа е. Не те гледат многу луѓе. Па зависи. У суштина е така, нели на почеток имаш тој буст поддршка од сите, оно у еден момент ќе им здосадиш на сите, значи она нема ни најблиските другари да те гледат ни никој, као тумач ќе им биде. И сега ти го бараш рецептот онака ти ја влечеш публиката, пошто нема публика те бидат луѓе што ти се блиски најверојатно и слично. Значи ти сега почињеш од тој грајнд да идеш кога правиш публика од ништо. Ти ја правиш таа публика, дали се 500 луѓе што гледаат, не знам, после 12 сати, дали се 5000 луѓе што гледат епизода на 24 сати. Значи таа публика е грендаш, нели тоа колку уствари тежинат има каналот. Тоа го грендаш како нови луѓе и до моментот дур не направиш нешто со тоа, дур не го експонираш, дур не се деси, е тој момент, знаеш, сам работиш, досадно нема нешто како еј браво, како на почеток. Колку значи поддршката од најблиските? Во суштина, знаеш, најблиска го гледаме, треба да има луѓе што капираат концептот и што го правиш, што го разбираат ова, што биле окей да ти кажат, знаеш, како прави. Мене никогаш не ми било пресудно, искрено за ништо. И све на своја глава сум правил. Сум имал поддршка и имам од сите, не може да се пожелам секогаш. Ама не ми било нешто што го барам, па да почнам. Па да, дека еве, да се навратиме назад и уште до мал се работел дизајн и на друго се, како пример еве твоите пример како реагирале на тоа, бидејќи кај нас го има тој малце искрено сум многу поддршка сум имал и од моите идеи нас мене уш тако бев и малце по диво дете, не знам како да ти кажам, и уште мене на 14 години мајка ми рече ние со татко не знаеме што со тебе ти 300 ствари преш, кога ти верувам имаме доверба во тебе дека ќе станеш човек и толку можеме како поише нема што да се замараме. Што е најокей мислам пристап. Ти кога си од дома некако поткроен ќе биде све. Да. Мислам ќе искочи на крај кој што треба. Сум бил така бесен, чуден нешто. И ама сум имал поддршка цело време, ми од другари, пријатели многу имам, како што спомнав Мартин што прв ме внесу тие работи, некако ден сме тен добри пријатели. Он сега живее во Холандија. Сум гледал и да задржам пријателство и да се одложам на луѓе што биле тука со мене, дали за првата журка да преместат конопои, дали со првиот газда да ме запознаат да наплатам флаер. Дали да со Стефан да наместиме светло, прво што е тоа светло, да наместиме над глави за да снимиме епизода. Гледам да се одложам и да им помогнам сега кога мене ова што го правам ми отвори некој познанство, некој контакт, дека што може да им помогнам на сите. Мислиш дека колку толку, нели? Да. Мислиш дека кај нас се уште е пример некој вакви кариери или па секој сам за себе да си работи како почетокот се уште табу? Искрено не знам. Знаеш, најчесто луѓето си бараат посигурна опција и тоа ми мене окей. Нема потреба секој да биде многу храбар. Сега ако преземеш чекори као мене, сега се експонираш јавно, ја тука ти зборнаш, секојаш имаш као ти што си направила, што ќе направиш, а дали ја ќе продолжам да снимам од следна недела, дали ќе опстои фирмата моја, дали се, значи целиот тој притисок го носам сега јас тука. Да. И ќе го носам до крај на живот. Значи дека ќе фейлнеш, дека ќе испаднеш смешен, дека си никаков, дека знаеш се. И секој си бара нормално посигурна варијанта.
и поддршка за секој како си мисли и си ја направил секој математиката у глава, не би охрабрувал претерано никој, бидејќи ова е сериозна работа, преска читавме коментари, да знаеш што може да се деси. Да. Значи не е сакано на некој ај снимај по секоја цена, му кажам и да му пишат 2 коментари да се не знаеш што со себе. Налути или да го погоди психички. Да некој ако да му го сврти може на 300 начини да му направи некоја перцепција. Така што и секој у суштина некако и општо мислење став онака животот немам. Секој прави најдобро што може во животот. Значи ја би правил сега подобро да можам да имам капацитети за боле да правам. Ова е најдобро сега што го правам. И ова денес со тебе разговоров е најдобриот што ти може да го направи. Ние може сега нели понапред сум јавил секогаш зборам и тој подкасти, знаеш содржината што ја ја креирам у глава е 2 години понапред од тоа што ја пласирам сега на каналот. Значи понапред сум, ама не ми се споени тие работи. Реалноста и тоа што имагинацијата ме. Така што моментот, нели ова е најдоброто што може да го понудим. И секој веројатно за својот живот и тоа што го прави, кариерата што е брекав, образование што и да прави, која фаза да е, го прави најдоброто што го прави и треба да си го цени само тој момент. Мислам многу битен што ми фалеле мене и веројатно на сите. Било кој испод части, и сега што како ја ќе зборам. Треба да се цениш, што и да правиш. Што го правиш најдобро што можеш у дадениот момент. Ова е предобро кажано. Чална страна. Ова е за шорт. Ова ете го. Ама јас го извадив шорт. Како беше? Го извадив шорцот уште. Уште пред да почне епизодата, Стефан не ферма, досадно му е. Стефан е научен на овие мои мудри мисли. Ги има, сите ги знае. Значи, ќе направи стихосбирка, после ако станам 1000 епизоди. Да го седеме некој пат Стефан тука, онда ги. Ја до сега не знам што сте направили, ама нема камерите кои да ги клика, така што не може. Така. Тора, само те прашам, како и дали ти се сменил дейтинг животот од кога почна со подкастот? А најако го прекина и се нова праша. Нели тргна да ми кажеш од разговоров. Значи дейтинг. Ја мрднавме бисер. Дали ми се смени дейтинг животот? Искрено не. Ме прашав ти приватно тоа, се смеевме нели на таа тема. Искрено не. Значи мислам дека публиката Next Gen што го следи, тоест не мислам дека бидејќи статистиката нели ја гледам, е највеќе од 35 до 40 години. Тоа е скоро 80% од публиката. Публика под 25 години, значи јас имам 24, немам полни 25. Има нели од 18 до 25 таму се графиците, има помалце од 10%, околу 7-8%. Значи мислам дека нема јас као лик, мислам дека не сум влијателен у мојот круг на тој начин. Имам влијание у поголеми кругови што ми се може да и подобри сега. За работа, за остварување и слично ме гледаат нели посериозни луѓе, ама мислам дека немам влијание у генерацијата моја никакво. Мислам дека не е ни толку кул кај млади ова ја што го правам, не правам некоја прекул работа за да некако тоа да се одрази на тоа како мене како лик, па сега да бидам Баш мислам напротив. Па таков впечаток искрено сум стекнал. Мислам дека не е премногу кул не име тоа име како што снимаш подкаст, како зашто нели. Не знам баш кај младите трейдер и слично да е поактуелно и такви работи. Што е реално мислам и окей. Под длабочински теми мислам дека ја опфаќам, тоа е ради мене, не ради публиката што е сега таква. Него ја опфаќам теми што ми се поинтересни и очигледно чим статистиката да кажа не лаже на луѓе кои се над 35 години. Да. И извади тоа е мојата публика и супер. Од друга страна таа е најдобрата публика што може да имаш за да конвертираш било што преку неа. Така што да, ама сметам дека стварно така што не. За жал. Сметам дека младата публика дефинитивно многу може да научи од самите првично говореници што ги носиш ти. Сега да има некој пример како Огден од бизнес мрежа или некој такви што не верувам дека младите одма би сакале да слушнат таа тема. Ама има многу други говорници што стварно може да им отворат повеќе очи. Пак ќе кажам, нас конкретно тоа не е таргетот за луѓето што стварно не знаат од каде да почнат или што да направат, бидејќи никогаш јас сум бил во таа ситуација, никогаш ти си бил во таа ситуација и можеби едно вакво видео да изгледавме неќе ми го сменеше мислењето. Или конкретно, еве, ја дека сум се уште на финки, можеби ја ќе опозирав ако некој ваков ми даваше пуш. Знаеш, такви моменти. Сега ми изгуби од дейтинг лајфот, на пак не сериозно. Тата го фати. Сега се изгуби скоро. Ната го фати ти малку посериозно со статистики. Да. Дека не очекував на дейтинг. Кажам не. Не очекував на дейтинг прашање статистики да се извадат. Ама добре. Се е математика. Ајде, вака може
ова се ново пустам, дали имаш нешто ти мене што би сакал да ме прашаш? Ева Јас како што сакам да те да го прашам. свртиме обратно. Вака, што сакам да те прашам. Ако можеш да избереш еден гостин од цел свет што би направила епизода со него и да биде да мислиш дека тоа би било нака печат на твојата кариера, да со тој гостин би мрџнал толку јако што знаеш ќе покажам правата себе си у таа епизода, кој гостин би бил тоа? И јас посеќам. Ама ти веќе го имаш размислувано ова Сега прашање? немам размислуван, ама Не, ти веќе го имаш. него немам. Мислам, Не? па добро, ма ти валјда знаеш со кој би снимала. Па најскоро ти кажам конкретно во Нормално овој мислам, дел, размислам со кој би снимала нака фиктивно и реално може да во некој момент. Ако се Фиктивно? вратам со Стефан Бажаров. Да ми тргне пак се уживот. Не знам, ова е многу интересно прашање. Конкретно ако е од Македонија од регионот, Не, немам нешто. Онака, замислам, имам многу луѓе што сакам да ми гостуваат, премногу. И со дел нив сум комуникација, со дел тек треба да започнам, ама не знам дали е баш тоа као ти кој што предсеко да one као ово ми е желба со овој да снимам. Да размислам на прашањето и ќе ти одговорам. Не, овај ќе е сериозно. Не, овај сакам да биде стварно нешто као нака од мене. Бирки го немам размислено ова. Може би некој, не знам, че сум го седала од мала, некој девојка од Америка конкретно, бирки таму гледала цело овој пазар. Со Опра би снимала? Опра Винфри. Тоа ќе биде интересно да донесеме, ама не конкретно. Може би првиот подкаст што почев да го гледам, ова ептен сега искачаме надвор од тема, од се, ама е од Алекс Купер, од Америка и со неа би било дефинитивно нешто. Бики кај неа сум го гледал како што почнала буквално само од женски муабети до сега да прави интервјуа на Камила Ирес, на сите и политички луѓе и се, и можеби од неа така ја гледам како. А со Ендрю Тейт би правила интервју? Зашто да не? Тоа ќе ти биде Тоа сигничер. ќе биде интересно. Што би го прашала? Што мислиш за фрилансерите? Пак да си останеме на тема. Се зафркавам, не, стварно. Опа. Почнав удирам помалку. Дали би се опфатил он као фрилансер, дали би можел да се представи? Па он може повеќе како предприемач кај Ана да отиде во стартап револуција. Он може како доктор на науки. Тебе кој ти е желбата? За ќе кажеш Андрю Тейт. Како? Не, Андрю Тейт не сум искрен фан. Не. Леј ми е тоа све што прави, окей ми е како лик. Сам си направи публицитет. Си направи бренд, пари, све окей, така функционира светот, супер се. Си има таргет специфичен што удира и тоа е него многу маркетинг теми, сега баш предавање кој имав на економски факултет на покана, баш држев еден сегмент за него, уствари колку работи има да се научат од неговот маркетинг пристап тоа што го прави, ама на страна. Ама тоа е тоа он што прави, он маркетинг, он таргетира и бомбардира, значи тие две работи ги прави. Значи има толку ситен таргет као точно знае у која куќа од 1000 куќарки сега треба да пушти бомба и таму не пушта една бомба, него пушта 100. И тоа му е добро, треба му се признае и си има милион работи, некој му се свија, некој не и слично и натака ние ништо не е сега тука не коментираме. Јас би снимал со Гери Ви. Кој беше Гери Ви? Гери Ви. Како виш на подкаст Да. Гери Ви, па не знам, као најпознат светски маркетер е, да речем. Да. Мислам, има и многу други, би снимал со Алекс Хормози, би снимал со Иман Гаджи, со таа топ тир сцена маркетерство. Нели што прават сите работи, тоа у суштина заокружено, они се маркетери. Го знаеш? Го знам. Нормално Морав да отворам да го видам, го знам. Ова би било со мерак да се гледа. Па да, само што е блиску до невозможното. Друго? Сакаш уште нешто да те прашам? То колку имаш? Смееш. Ете, ја побара Ана колешката да дојде. Може сме ги поставиле? Не, мислам дека ова не е поставено. Ајде да видим. Да. Така да прашам, дали сметаш дека можеби Next Gen требаше да добие наградата за најдобар подкаст? Ете, конкретно може Ана ќе праша. Тоа е моето прашање. Искрено? Од водител до водител. Искрено не сметам. И кога бев и таму као подршка медиумска и со Владко работиме со све, не знав, ја немав увид на тоа, а баш не знав нека сум во финале, пошто не сум отворил мејл. И бев као, мислев дека не давав доволно од себе оваа година, и немав никаков брејктру, беше само као снимам,
немав до тој момент као не осеќав дека имам некој breakthrough за сега да добијам нешто, а од друга страна ми е ке вие што добивте, пошто имате, пошто сега почнавте и знам дека поише ќе ви значи и најискрено така го доживев. И сега ќе беше како ќе мислев дека добивам онака половично и искрено сакав као да не добивам, као немаше што дека не се потрудив доволно за да добивам. А од друга страна вие бевте сега некој трет да земеше, може трето мислење ќе има као не треба, ама вие сте ми кул и затоа дојдов на гости. Е вас. Така што не, искрен одговор ова. Ова е најискрен. Фала ти многу. Мислам, мене ми беше стварно мило што бевме во иста категорија со тебе. Мислам, и со Мишко. Многу. И со Мишко. Фактор. Супер. Фала ти многу. Thank you. Едно честито уште на Зана за добиената награда. И честито за награда. Чекај, нели е таа за сите вас наградата? Не, таа е за Стартап револуција. Сега за Стартап револуција. Ја разбрав за сите дека е. Си рачуна, мислам тоа преска ти што кажа дека ти сам го правиш ова, ние сме повеќе за сите, луѓе. тоа сам да кажам. Сиго, стварно како тим работиме се тука, се помагаме един на други, дали мене Ана ќе ми помогне денес како да се припремам за некој подкаст. Андријана многу ни помага во позадина со подкастите. И се заедно го правиме како тим. И затоа најсладки беат стигите од нас три заедно. Стефан ни фалеше во таа фотографија за да. Само немој да го испосечете после цел подкаст овој кога ќе излезе. Пошто од прес немој да го испосечете се и овие делови и све на крај да биде онаков. Мислам дека најбоље ништо да не се сече. Видеограф. Ќе го испосецкате, ова вака беше, тука вака требаше, не знаевме кај отидовме со мојот. Никој чин ме гледа некој сат време, топ мој, неќе да преслуша, има време да гледа. Не, ќе видиме како. Ќе го исече. Ќе сецнем. Не, на некој место. 2, 3 со се ова. Како се спремаш ти пред снимање? Психички. Бидејќи јас знам ја како се спремам, прво сакам ти да представиш, па после јас дали имаш некоја припрема сам со себе, со говорникот? Значи, многу ми се битни тие саат време пред снимање, од кога ќе биде, да речеме, наместен сетапот и слично, сам да влезам во тој момент. Претходно дали имам осетено енергијата на некој или си правам представа за енергијата на некој, што нели некад пресказ зборев може да се зезнеш, си правам представа за тој енергија, сам да влезам во тој флоу дека ќе зборам сега со него, онака баш да седнам и баш онака да му дам на знаење дека сега сум енергијата моја и ускладувам спрема неговата и сам да разговарам и таков да бидам као чил. И тоа мислам и дека гостите го препознат и дека еден од тие од некој од тие ситни обележја што ги има може да му од подкаст, дека сакам онака да им дам амбиент да си каже што има и да пробам да му ја разберам енергијата и тоа што го тригерира него, што би зборел он, пак мафтам со рацете. Требаше да ги врзам за маса. За столчето. Така у суштина пробам, значи со такви некои фреквенции се занимавам. А како истражуваш пример за гостите што ќе дојдат? Многу различно. Некои гости ги знам, некои ги знам преку некој, па некој ми кажува за тој човек, па после се запознам, некој имам можност буквално на моментот на снимање да дое само и одма да е директно зборење. Значи нема некој онака што викаат go to strategy, нели како се спремам, значи од гостин до гостин секогаш варира. И гледам јас да се спремам поише, што сватив дека е по-битно него да се спремам секако со прашање или као сега да го што некое прашање револуционерно, него јас да бидам смирен, да бидам позитивен, да се поистоветам барем у тие последните саат време со тој човек, да можам да го сватам и така мислам дека ќе му дадам се смееш дека мафтам со раце, призна. И дека ќе му дадам така на значење на него и со тоа ќе пробам да направам добро. Сега некош не пали тоа. Се има 30% од подкастите кај што ни едното упалило, ни другото е флоп. Ама тоа е. Ма си го различно. Мене ми е интересно дека, еве, ќе повторам, ја обично со гости покрај што ќе истражам за нив, сакам да видам они како ќе се представат. Бидејќи едно јас што ќе прочитам или па некој друг што ќе ми каже. Се согласувам и за тоа исто, да некад е добро и да гостиш така првите неколку секунди нешто да видиш на кај би терал он и од тука да тргнеш. Да, бидејќи секој различно си се представува сами од себе, него тоа што си онлайн, друго е пред камера кој ќе седне он што ќе каже, друго е позади камера. И првично го оставам окей, ајде кажи ми за тебе. И го оставам тој момент да тера, да видам човекот до каде може да отиде. И колку простор имам тука. Иако со тебе се знаеш на што ме потсети. На што? Кога ми збореше на кога се спремавме за подкаст. Кога ми кажа
Зашо сум кажала? Дека ја ги прашувам гостите како беше мал Георги. Како беше мини или мал? Мал Георги? Мал, И, така што конкретно. ја имам бев под тензија дека тоа прашање ќе го добиам. Ама ти Не. некако друг ќе го формулираш. Се шалам. И од грешките се учи. А тоа беше многу смешна Јас сум грешка, беше. конкретно што до ден денеска си ја слушам. Среќа не Сум по не е коментари, грешка, не. туку ете кои ме зафркава, позади камера се смеат. А што мислиш дека е посмешно, мал Георги или мал Стефан Божаров? А? Доста више. Не, терамите. ова Но ќе Тоа да. се сече? Не. Не се сеќа Ај. ова, ама знаеш, мал Оф, Стефан не. Божаров ќе биде многу како тие По-кул, боблхед звака што ги По-кул. закачаш у кола. Исто мислам. Дефинитивно Исто нешто мислам. така ќе биде. Исто мислам. Али што се да се насмееш. навратиме назад. Со тебе многу ми се допаѓаш, имавме многу поопуштена енергија и што мислам дека ми извади мене надвор од комфорт зоната што се имам веќе ставено од самиот разговор што го имавме. Да. И бев како ќе направам нешто различно. Лаптопов денеска тука е ставен само ради проб и за да си остане нешто консистентно, тоа се стикерите позади на лаптопот. Да се гледаат. Али прв пат решив кај ајде од тоа ние што зборевме се да видам да пробам некој нов начин и некој стил, пример ти што го правиш, уствари повеќе во фристайл, момент да го истераме цел овој подкаст и мислам дека стварно И како ти беше? минут јас стварно си поменав Мислам дека се преинтересно. погоди, мене не ми беше сад целта да дојдам да ти извадам од концептот, веќе јас претпоставав дека ќе бидеме у концепт, но преку премногу луѓе на едно место што се знаеме и што сме генерација и преска почнеме со смењи и после наеднаш почнавме да сериозни, се знаеше дека ќе ескалира еден момент. И this what it is, тоа е. Ама Мене ми е мене супер. ми се поинтересни вакви пример као поопуштени каде што Па на да, секој му тука се сме тука се знаеме, ние сме поопуштени дека веќе сме имале супер муабет, се смееме во позадина и сите што гледаат позади камерите. Си има таков поопуштен вајб каде што сметам дека секој епизода се го носи своето различно. Да сум нормално со некој гостин и сакам да сум сериозна и треба да сме сериозни, бидејќи опфаќаме некоја таква тема каде што Апсолутно. дојдене тука за да се пренесе некакво знаење. И исто е како и денес, како што беше и на почетокот и со како се тера со подкастот и се, ама секогаш вакви моменти мислам дека се Апсолутно. по Тешко е и да се и меѓу тоа е тешко да се балансира. Имав на почеток доста критика околу тоа, треба поопуштен да биеш, треба се. Ама ти пак си имаш таа тежина, ние сега снимам, имаме термин, тука се 100 луѓе се околу ова ние да го организираме, уклучени, да не се лажем. Да. Значи не е сакао да си играм играчи, него треба и некоја пардон, некоја поента да има нешто да доловиме од тој разговор за вашиот канал, за се. Не си ни сама ти ни на каналот, ни на платформата, не ни се представаш сама себе, представаш вашиот вашата заедница, стартап клуб Скопје. Да. Спонзорите и се. Така што не е некојаш ни лесно. Така што јас те разбирам, затоа и ти се извинувам ако претеравме во некој момент ние. Што мислиш дека е најклучно нешто вака што можеш да извоиш од овој подкаст што беше кажано? Најклучно, Бидејќи ти ако не извадиш, искрено не знам, мислам дека кажав некоја приказна така што не планирав дека би ја кажал некако баш опсежно за стартот, што никако немав замисла дека би ја кажал на тој начин. Мислев дека ќе бидеме поформални, да го кажам тоа на некој начин, а баш опен си го кажав како што е и убаво ми е што испадна така. И go to message од овој подкаст, мислам дека преска беше доволно тоа, кога веќе почнавме да губиме сила, што кажавме дека уствари да проба секој да си најде нешто у себе за верува и да верува тоа моментално што е таа верзија од себе, да не бара некоја вау верзија. И мислам дека тоа е доволно од ова. На друга страна, поима немаме што ќе извлечат, нели, луѓето од тоа што ќе го гледат, они ќе си имаат може некоја друга перцепција за тоа ние што сме збореле нешто другчие тригерирало кај нив овој наш разговор. Можеби одвратни ќе им бидеме. Можеби се. Треба да све спремни да бидеме. Па со секој момент кога се пласираш на јавност, тоа е тоа што следи. Па дури сред типачка да те препознаат. Да. Ти што би издвоила тој разговор? Јас би издвоила примереве покрај разговор што го имавме надвор, конкретно од снимањето на овој подкаст е дека самите гледачи треба да сватат дека не треба да се плашиш и треба да го направиш тој следен чекор. Веќе ја таква перцепција имам од тебе дека цело време си можеби си го терал со baby steps, ама се земал големи чекори. И тоа е дефинитивно што
и јас треба на некој начин да си го Уфатам уше побитно, други... Извини што да прикажам. Уше побитно, знаеш, тие baby steps може да еве тој момент нека биде дека сме во долови, дека тие baby steps траат. Сакаш сега не доаѓам од улога како некој што правил па се успел у тоа што го прави. Значи уште не е одржлив мојот подкаст, уште има проблеми на 300 начини како да се организираме те финансии, те се општо бизнис. Значи многу работи што уште ги одам со baby steps, значи нигде не сум стигнала, ама пак немам некој срам да дојдам и да кажам до кај сега приказната и што донело до оваа приказна сега уопште да сум у таа трка некоја baby race. Значи тоа е нека биде go to message. И секој да си ја изнесе својата приказна без разлика кај, не мора да е на врвот или кај замислил да биде, него кај што моментов. Ева вака за крај, дали бидејќи сега дека спомна за тоа го отварам само што ова. За крај. Можеби не. Дали сметаш и мислиш дека може да се заработува од подкастите и тоа што правиш? Дефинитивно. Треба многу време, многу жртвување, многу работење на себе, да имаш што да понудиш, да гледаш објективно на својата содржина, што нудиш, зашто ти очекуваш некој да те гледа, зашто очекуваш некој да биде партнер у тоа што го правиш некоја фирма. Значи многу overthinking. Но суштина да, дефинитивно. И како се справиш со overthinking? Како се справам со overthinking? Да. Не се справам. Overthinker сум. Не знам да се исклучам некојаш. Имам така трнов. Да не ми влие нешто, ама у суштина си размислам. Секој креативец размислува, секој што прави нешто размислува, секој било што направи. Сега некој има различно што го перцепира тоа, што може онака не гледа таа темната страна на тоа овертинкување, него само конструктивната, што е многу добар пристап. Знаеш, од тоа овертинкување и добри ствари ти донело, сега ти донело и да не се чувствуваш некој добро и слично. Некој може да ја преносочи енергијата повеќе на таа страна, да така да му помогне тоа на пример. Така ја некако гледам да балансирам, гледам што конструктивно искочило тоа, а многу и фрустрирање и слично излегло. Некој вика overthinking, некој вика brainstorming. Да, па има разлика, знаеш, брейнсторминг е кога си од старт некако конструктивен пробуваш да бидеш, а ова пробуваш да бидеш негативен од старт, најчесто. Секој различно си го гледаш некој работи што ти се цело време кога гледање. Мислам дека најбитното е колку и да си негативен, да пробаш некаков начин да се свртиш кон позитивата и да мислиш позитивно и бар на неколку минути ќе ти се смени цела енергија ќе ти се смени и ќе те врати можеби пак у права насока. Дај Боже. Да. Тоа може разговоров наш некој така ќе го врати нешто. Да. Бил лош мут ќе го направи. Ја не бев во некој сјаен мут, бил искрено. Баш онака леле, викам зашо баш денес се повеќе ја снимаме, кога викам можеше боле. Претходниот пат кога се бевме пред некој ден беше похајпнати бевме, ама еве пак излезе супер. Да. Така што преска што кажавме, зависи до денот на самиот говорник. Не треба премногу работи, ти се зависат од мудот. Да. Треба да се тренираш да бидејќи надвор позади камерите, сепак животот се тера да си има обврски, што со работа, што со други работи. И ми се заблагодариш што дојдов сега? Не, ќе те прашам дали сакаш да споделиш каде може да те најдат, за доколку некој случајно не те следи. Па сигурно ќе има многу луѓе саша. Кој е овој лик што сте го нашле? Боле Стефан Бажаров да седеш. Значи такви коментари, тој коментар го лајкувам, уште одма кажам кој ка опише. Може да ме најдат на NextGen подкаст, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, сегде сме под истиот назив. Георги Докузов приватниот мој на YouTube, таму ќе почнам сега содржина за брзо да пласирам малце поразлично тоа што го правам. Имам више спремно некои скрипти. Одвај чекаме. Таму од приватен профил исто така ставам некоја работи, може таму. Кај ќе се пронајдат таму. Во суштина NextGen подкаст е тоа што е меин фокус и што го промовирам, што го представувам, како и да кажам. Тоа е тоа. Тепа сега дека некој ќе изгледа барем една епизода после ова, дека не дојдов за џа. Сега ќе ти се заблагодарам уште еднаш. Јас на тебе. Што дојде денеска тука. Вие што останавте до крај, слободно за било каква помош или било што ако ви треба, као Стартап Клуб Скопје тука сме да ни пишете, да ни контактирате, дали на социјални мрежи, дали во коментари, исто така претпоставам и Ѓорги исто така отворен за било кој на помош да колку му треба за неговите почетоци. Следете не на нашиот YouTube канал, кликнете од звончето за повеќе нотификации и уште една стварно фала што фала ти дојде многу денеска и на тука. тебе, супер ми беше, фала за поканата.
Поздрав до цела ваша организација, сите сте супер тука, многу ми е чест што дојдов. И се надам дека не ни е последно дружење. Дефинитивно нема да. Фала. Фала ти. Се гледаме, пријатно.